ja se bar nadam da se vraća neka malo kulturnija i lepša prava muzika. Пеам некои песни кои што не би избрала да ги пеам, но ги пеам за публика. Ja i Rijana slično imamo samo čelo i ovaj široki nos i zataran kapiju. Onako, mislim, tužno, u jednom trenutku, znaš, kao maša ti, ja se okrećim kao... Zgрешив што не почнав прво со моја музика, па со настапи. Ako nije dobro, onda nije kraj, onda nije to taj tvoj kreten, niti si ti kreten kakav je trebalo da budeš. Имаме навистина и добри пејачи и ние, и во Србија, ета на целиот Балкан. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Убави луѓе, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на Старс шоу. Јас вечерва морам да признам дека сум многу радосна затоа што сум во друштво на првично две прекрасни девојки, жени, две пејачки, две толку харизматични, со убава насмевка и ве молам со еден огромен аплауз да ги поздравиме Марија Микич и Барбара Ракичевич. Официјално добре ни дојдовте во студиото на Старс. Како се чувствувате овде? Чувствую Како се чувствувате овде? Pa, hvala lepo na lepim rečima. U Skoplju nam je uvek divno i jako se radujem i jučerašnjem nastupu i što smo stigli na vreme da budemo, da se družimo ovde s vama. Tako da čekam tvoja pitanja večeras. Може. Иванче, фала ти многу на поканата и конечно ета да дојдам и да се дружиме и да разговараме на се. Имаме многу работи за што да се зборуваме, така да едва чекам. Така е. Марија ни била кај нас во емисија, но во летната Под отворено небо, каде што имавме баш една убава емисија, но не си ни била овде во студио. Како ти се допаѓа студиото тука? Pa lepo, pravo da ti kažem, gde god da sam bila nije bilo ovako veliko i velelepno, tako da... Да, благодариме. Имавме многу убава емисија со тебе. Морам да ти кажам дека ни е еден од најгледаните рилови кои што го имаме поставено на Инстаграм и сега вака неприметно ќе погледнам во човекот позади тебе заради тоа што сега си дојде да се осигура дека се ќе биде во ред, дека нема да го излажеме, дека се ќе биде како што треба. On je uvek s nama, tad nije bio tu pa smo uspeli da ga pređemo, ali nisam ošte znala dok mi do sad nisi pokazala da je jedna od najgledanijih emisija, odnosno taj video i jedno čekam da ga podelim. Ali morate da mi uradite i na srpskom dole onaj titl. Може. Da, pošto nisam ništa uspela da... Може да го извадиме целосно нашиот македонскиот, така? Ајде, ќе видиме, ќе се договориме. Мене тоа ми беше чисто да и вашите, мислам и за кај вас малку да се потрудат да прочитаат и на македонски како се изговараат. Многу брže pričate od nas. Малку, па добро. Како и за следен пат кога ќе снимаме емисија да ни биде полесно. Ja sam razumela samo patka. Патка? Патките се во парк. Сега тука немаме ни патки, ни шатки. Нема ништо. Patki i šatki, šta je? Galeb. Nemoj da me zezate. Ама супер е било, како и да е. Шатка, вајда. Немате ви шатка? Šta je šatka? Па као патка. Pa dajte ljudi, sad ćete opet praviti ludaka od mene. Patki i šatki. Не. Супер си, баш е одлично, ќе ти покажам што ќе завршиме. Супер сам, то те емисија. разумем. Одлично, значи кај тебе само убави зборови да користам и се ќе биде во ред. Одиме со Барбара. Dobro. Tak se... Барби! Барби, со тебе на вистина, како што кажи, сама се договараме толку време. Сега, после, утре, други ден, оваа недела со овој гостин, со тој гостин. Но еве, сега требало да биде, сега требало да направиме емисијата и сакам тука да кажам нешто вака јавно. Ми кажа дека малку ми се подналути, ама ми кажа дека брзо се одлутуваш. Дали тоа само вака за мене и за нешто вака или за се во животот? Знаеш, мене ми беше малку и криво што не можевме толку време да се договориме, затоа што стварно сакав да дојдам и стварно... Обострано беше? Да, ми се допаѓа целата емисија и како се одвива, што се има интересно едноставно.
А се погодуваше или да треба да настапувам, или да не сум тука, затоа што викендот е тоа, или работа, или нешто. Ете, така се снима, така што сега баш ми е мило што сум тука и можеби подобро затоа што сега имам и повеќе причини да сум тука. Инаку, знам да се налутам, сум лутка, ама 5 секунди брзо ти поминува. Брзо ми поминува. Кога сме веќе кај лутината, Марија, која лага не можеш да ја простиш? Низ која лага нема да поминеш никако? Која грешка во животот што би ти ја направил некој, не би му ја простила никогаш? Тоа ти е сад питање за две оштрице. Зависи. Зависи од ситуација, зависи од особе. Знаеш, од сваког може да очекуваш нешто друго, али ми као луѓе увек полазимо од себе и онда не би опростили некоме нешто што ми никад ником не бисмо урадили. Мислим, бар ја тако гледам, тако да не знам што би ти одговорила. Неким људима би можда опростила нешто веќе, а некима не би опростила нешто мanje. Ништо. Значи, колку ти се значајни, веројатно. Зависи, да. Имаш изјавено, ова прв пат го прочитав пред некој ден, дека на почеток на твојата музичка кариера си пеела песни кои што не ти се допаѓаат, не се твој жанр и некако не си се пронаоѓала и затоа си направила една музичка пауза. Кои се тие песни? Какви се тие песни? Каде пееш? Па добро, тоа е било... Ој, колку имамо година. Тоа е било давно, могу да кажем стварно баш давно. Јас сам имала 18 или 19 и другачије е било тад него сад. Сад онако се мало вратило неко време наступа, концерата, неке... Јас се бар надам да се враќа нека мало културнија и лепша права музика. Така. Тада су биле актуелне кафане и јас се нисам проналазила томе. Не слушаш турбофолк? Не, слушам, волим све. У ствари, ја уште не делим музику. Значи, мени може се свиди од Силване до Нирване, све. Али просто ја себе нисам видела ту, не само ту, него и у начину извоđenje nastupa, to je trajalo dugo, nisam uopšte želela na taj način da radim. Tako da i bila sam mnogo mlada, nije to bilo tad za mene i tako uvek nekad pričam i apelujem da koliko god mislim da su ta nekada... Koliko ti imaš godina? 20. Neću pričati dalje. Šalim se, koliko god mislim da su neki novi klinci hrabri, ja mislim da ja sa 20 godina ništa nisam znala. Сега ова не е малку понапредна генерација. Добро, јас имам ја сестру која има 23, која е зрелија од мене за дупло, али hoću ti kažem da tek onako kad sam nekako stasala i sazrela, nisam znala i dalje šta hoću, ali sam znala šta neću. I bilo mi je lakše. Da, bilo mi je lakše da gradim taj put jer sam nekako pronašla sebe generalno u životu, pa sam znala kojim putem idem dalje. Ovo što oni rade, sve ove nove generacije, je jako hrabro, ali ја не би знала. Мислиш дека брзо поминува овој тренд на музика и дека брзо ќе го снема или мислиш дека ќе остане подолг период? Тешко ми питање поставljаш. Не е точно, ајде, може да се одговори тоа. Ајде одговориću дипломатски. Мислам да само права музика нема рок трајање. Добро, окей, супер одговор. Барби, ти почна со диџеј да настапуваш, сега си веќе со цел бенд позади тебе. И тоа е многу попрофесионално, баш така како што доликува на една права дама. Еве имаш и еден убав аплауз. Можам баш убаво и да се надоврзам на ова, затоа што мислам дека можеби многу, не можам да кажам многу, сгрешив што не почнав прво со моја музика па со настапи, него обратно. Затоа што баш е истата ситуација каде што во некои моменти и се уште можеби пеам некои песни кои што не би избрала да ги пеам, но ги пеам за публика. Што сваќам дека не треба и почнувам поради тоа малку и да го минувам репертоарот, да го минувам и составот, поради тоа го сменив и моментот на диџеј, затоа што не се вклопуваше со музиката која што сакам да ја пеам. Ја малку сум може родена и во погрешно време, ја многу сум со таа постара музика, со убава музика, мислам дека малку преовлада некоја таква хиперпродукција, нешто што поминува, но многу убаво кажа Марија се и заради тоа се надевам дека еве на време ги откривам тие работи, така што ќе се поправам и ќе се посветам малку и на нешто свое. Некој ден настапувам со бенд, No End, тие се мојот бенд,
и сега за сега супер функционираме. Тоа што го кажа сега пред малку дека ти е направена грешка заради тоа што првично си почнала со настапи без да имаш твои песни. Јас не би се согласила, туку ти си му дала си дала простор на публиката, првично да те запознае, да те засака и после тоа веќе што е да Јас сам тако почела. Да, сите па Мислим, то тако мора. Да може модно имати песни и одјавно сме кога сви се не, звезде. да, точно. Така да, јас сам почела, јас сам своју прву песму снимила тек после не знам колико година наступања и искуства и рада и непроспаваних ноќи, така Па да... така кажувам, за да запознае публиката малку од поблиску, да слушне, да се Да, тоа е факт. Создавам публика, луѓе кои што ме слушаат, кои што ме Да. следат. Но мислам дека можев паралелно Ја да мислим да работам. тоа болја и на опција. Да. Ја мислим да ова сега што го направила. Барем сега кога веќе дојде моментот за музика, повеќе знам што сакам. Во тој момент може ќе било нешто кое што Ке нема било да ми погрешно, прија. ете така. И не било за мене, така што може и компромис. подобро. Мора компромис. Така е. Марија, ти имаш изјавено дека сакаш да ги забавуваш луѓето со весели песни, а правиш балади. Не, ја ќе да забавljam лjude sa клиповima, a pevaću ozbiljne pesme, šalim se. Pa vidi, nekad u životu kažemo nešto pa bude rekla pa porekla. Ja sam odlučila da ceo moj album budem isključivo ono što sam ja. Birala sam pesme koje su se meni sviđale, nisam poklekla nekim trendovima, iako sam naravno imala, znaš kao, ono za rukav, ovo ti je hit, ovo ti je 100% hit. Ali to nisam ja. I tu sam onako bila u jednom trenutku baš ponosna na sebe, jer mnogo je hrabro, iako ja sam onako malo, iako tako ne izgleda, malo sam i povučena i nesigurna u nekim stvarima. Mislim da sam učinila... Воопшто не изгледаш наповлечена и на несигурна. Rak u horoskopu. Ali jako je hrabro u ovim nekim vremenima, pričamo o muzici, upustiti se u stvaranje onoga što ti voliš. Znači, isključivo onoga što tebi prija, što ti voliš. I ono čime sam se vodila je da i kada za 20 godina da će Bog jednog dana stanem na binu, da svaku tu pesmu pevam s podignutom glavom. Така, те разбирам. Da to pevam kao što ih pevam sad, da ih pevam i tad. Da ne bude ovo je tad bio trend, kako sad da stanem ovo da otpevam, imam 2 dece. Sve tu mora da se spoji i sklopi mnogo kockica da bi funkcionisalo, tako da moj album je biran iz moje duše. Eto. Ке зборуваме сега и за песната, особено последната што излезе. Сакам само да ја прашам Барбара, какви песни ти пример не сакаш да пееш? Која музика најмалку ти се допаѓа? Па nije да не ми се допаѓа. Јас многу сакам балади. Значи, Еве сте двете, затоа тука изгледа така ве донесе патот. Од мала и кога учев музика и кога свирев клавир, значи се тоа беше посветено на балади, дури имаше период кога јас воопшто не бев ин во балканската музика и бев со некои по-джез стари numeri. Така почнав всушност и со странска музика, но потоа нормално постепено ме интересираше. Имаме навистина и добри пејачи и ние, и во Србија, ета на целиот Балкан. И јас си ги сакам тие песни со емоција, песни кои што имаат убав текст. Океј. Сега веќе кога сме кај музиката, морам уште ова прашање ми е за музика, после тоа може малку да се распееме. Марија ја изваде една од најдобрите балади со преинтересен наслов, кој што мислам дека стигна до многу срца, Кретен. Мислам дека изгледа има толку многу кретени во светот, што толку многу луѓе се пронајдоа во самата таа песна, па сега и тебе би те прашала. Колку кретени, пример, со колку кретени ти се соочила во животот? Тука зборувам општо, не за љубов и нешто... Ali ovaj kreten je... Ovo je друг кретен, добар кретен. Da. Добро. Ovaj kreten, ja vam želim da svi budemo malo kreteni kao ovoj pesmi, jer mislim da je prava ljubav nešto što je najbitnije u životu. Tako da kada voliš iskreno i od srca, kao što u ovoj pesmi, da mora sve da bude dobro na kraju. A ako nije dobro, onda nije kraj, onda nije to taj tvoj kreten, niti si ti kreten kakav je trebalo da budeš. Sve je to jedna metafora koju je napisao Bane Opačić i to samo on može da napiše. Tako da, i bilo je naravno komentara kako možda nazoveš pesmu kreten, zašto, kako, ali baš zato da bi ljudi obratili pažnju da u ovo novo vreme kada treba da cenimo ljubav i kada je ljubav nešto najbitnije na svetu, onaj ko voli je zapravo kreten.
уместо да биде обрнуто. Добро, има добра логика. Да. Барби, ајде тебе да те прашам. Ти пример, еве сега, не гледајќи од објаснувањето на Марија за песната, ти со колку кретени си се соочила во животот? Општо те прашувам. Општо како луѓе, Како луѓе, не за љубов. Многу. Секојдневно можеби, но бирам да не влијае на мене, едноставно јас go with the flow. Одам со тоа како се осеќам и како мислам дека треба некој да се однесува и како сум научена сепак од моите родители дома, а кој како мисли. А Марија, ти не ми кажа, ми го избегна одговорот. Само ми кажа дека има друга... Значи, за тебе сите кретени се добри. Не ја pričam o pesmi, ali mislim, kreten je jako pogredna reč zapravo, osim u ovoj pesmi. Tako da, nažalost, ima i mnogo dobrih ljudi, ali nažalost ima i mnogo, stvarno, možda je kreten i mala reč za njih. Iskreno, svašta ima u današnje vreme, ali mi biramo koga puštamo u svoj život. Tačno. Nekad dobro procenimo, nekad ne procenimo, ali je sve je neka lekcija. Мислам дека и некои луѓе можеби веќе почнаа да глумат дека не се ни толку добри, некако стана малку поголем тренд некој да си точно, да, вистина е тоа. Стварно не е убаво. Значи јас знам и многу добри луѓе пред се, заради тоа и го намалив можеби мојот круг затоа што сакав да се обкружам со добри луѓе и верувам во тоа дека ги има многу и гледам. Што ќе правиш ти на 32? Да Што ќе правиш на 32? Ако од 22 вака размисли? Ќе напишам една книга. Може, дај Боже. Маријан, дали може сега нашиот убав дечко, нашиот гитарист да дојде да слушнеме оваа песна за која што сега моментално зборуваме? Ајде. Ko će mama tvog kretena, ti si ocu bila verna, ja sam htjela to za mene, samo ljubav u 3 smene. Ko će mama za budalu, koja sanja kuću malu, u njoj baštu punu cveća, kome treba takva sreća. Браво, Марија! Ko će mama za budalu? Сите, веројатно. Браво. Марија, каква фантастична изведба. Можам да ти кажам дека на вистина ова балада не само што има убав текст, него и многу останува некако во уво лисне за да се запамти она, да ти влезе во уво, да можеш да почнеш да пееш и да пееш и пееш. Pa ja kad sam je čula prvi put sam stvarno, melodija mi je bila, ja nisam čula to skroz tekst, jer je Jovan u drugoj sobi slušao Baneta Opačića. Ja sam ušla i pitala šta je to, ko je to. I onda tek još kad sam videla tekst, potpuno me bacilo na zemlju. Inače, o pesmu uopšte nije bilo u planu, ali kod mene u životu je sve tako. Ама ти кажа дека спремаш нови песни, дека одвај чекаш да ги слушнеме. Јас мислев дека ова песна е една од тие. Уште минатата емисија кога ја снимам. Не, јас цел албум спреман и ово sam čula tek na kraju i onda je otišlo u etar pre albuma, ali album je onako poprilično težak, mogu slobodno tako da kažem, emotivan, mada ima i brzih pesama. Добра, окей. Кога сме веќе кај љубовта, сакам да прашам Барбара, затоа што има кажано дека има партнер и дека е заљубена. Сакам да те прашам дали во твојот партнер ти си го најде се она што го бараше. Да те сака, да те поддржува, да е тука за тебе постојано, да е повозрасен, да биде амбициозен. Гледаш како сум ги запамтила сите работи? Да, мислам дека на кратко го опиша. Навистина мислам дека не сакам многу да зборам за тоа, заради тоа што мислам дека некој кој што не има оваа наша јавна професија, не само што може да сака, треба 100% да се заштити, затоа што има секакви луѓе и секакви коментари и енергии кои што влијаат. Но да, можам да кажам дека сум најсреќна, дека ми е преголема поддршка, дека во најтешките моменти можеби бил до мене во изминатиот периодите кои што беа фамилиарно, со здравствени некои проблеми на татко ми, така што навистина сум благодарна многу за него и
Тоа е тоа што би го кажала сега. Ти пример би можела ли еве вака како Марија? Марија секаде оди со нејзиниот партнер. Мене тоа ми е ептен, многу фино, искрено. И јас пример да би била пеачка и да би имала маж, би сакала да си го земам со мене. Да, супер од моја страна, нема проблем, секогаш кога може, кога сака, кога секако нема и тој работа, секогаш е до мене и секогаш е со мене. Добро, Ми се- може ми да се биде многу и дружимо. поклопено. Mi se mnogo Da. družimo i sa mojim menadžerom i nama je svaki nastup jedan izazov i jedno druženje i jedan izlet i avantura, tako da se radujemo toga kao mala deca. Ali kad imate dve bebe u kući, onda Од веќе чекаш да излезе. Da, danas smo se pozdravljali kao mama, i kažem ljubim vas, ide mama da radi i zatvaram kapiju. Onako, mislim, tužno, u jednom trenutku, znaš, kao maša ti, ja svaka činka. Чао, имаме една. Ćao! Уствари Така да. две, не една. Имаме две девојки кај нас со две мали дечиња, така да Bravo. еве ги, кукли. Сега тука кога веќе спомнавме љубов, зборувавме минатиот пат и јас ти кажав дека мене навистина ми е премногу така убаво, бајковито и го поддржувам апсолутно сето тоа, но прочитав некои коментари кои што кружат као демек тоа се е само фолирање. Тоа нема ништо вистина. Ова мислам дека на Твитер ги читав, ако не се лажам, не знам. Па сега чисто сакам да им ги разрешиме дилемите во главите на A луѓето. dobro, na Twitteru njima dilemu ne može da razreši ni najveći psihijatar na svetu, najpoznatiji, sa svim doktorskim studijama. Ja im želim da svima da se stvori, da se rodi ako može, pošto mislim da se još nije rodio, da njima pomogne zaista tim ljudima na Twitteru, jer to su ozbiljne psihičke bolesti. Ja im stvarno to želim. To je njihovo zlo, njihova duša i njihove loše reči nevezano samo za... Така. Ja sam potpuno nebitna u pljuvanju svih živih svite ljudi. uopšte, točno. Da, tako da i meni je to jedna toksična zajednica, ljudi koji su toksični, koji se druže zajedno. Mislim, svako ide u svakoga, kako ti kažem. Tačno. Krpa nađe zakrpu. Tako da ja se ne obazirem na to zaista. Ja živim svoj život, gledam svoje dvorište, što se kaže, učim svoju decu da budu dobri ljudi i pomognem kome mogu, kome ne mogu. Neću nikada odmognem ni na jedan način i mislim da je to pravi put u životu. E sad, jedino što sam ljubomorna na njih je što imaju toliko vremena. Da, Ja Stevna, imam točno, toliko vremena da pišem slažnih profila na Twitteru, ja ne znam gde bi mi kraj bio. Tako da, eto, želim im da pronađu svoj spas. Може, одлично. Сакам да кажам тука уште на одма дека не го користам Твитер за пишување, него само за читање да соберам некоја информација доколку има, некогаш има и некои Ja ne čitam, nego se интересни. nekada desi da mi... Mislim, pročita se neka glupost drugarica i počne kao odakle izmisle. Tako da, prosto nekad sam upućena u nešto, ali stvarno se trudim da se... Леле, морам да ти кажам еден коментар. Значи, за тебе имаше пишано као демек 24 часа пијана. Ja? Да. Значи, навистина нешто што апсолутно Bila не je се... sreće Било, da sam ти stalno би мене. pijana. Mislim, eto jedna od gluposti zaista, ne znam kad sam popila posljednji put. Сега ќе наздравиме со чаша вино, но тоа ќе биде само за здравица. Покасно. Crno vino nije dobro za glas, ja imam nastup. Tako da... Само за живели, окей, Добре, не е за ништо живели, страшно. добро, Кажете ајде. ми само уште, дали сте согласни, пример, со отворен брак? Со она да може да прави партнерот што сака? Не знам како подговорам, чекуваш. Па добро, нема врска, има луѓе кои што си се отворени, ова не е страшно прашање. Јас, пример, знам дека не сум. Нека има Затоа што среќа може. на нив, но и јас не сум, не. Не би била никогаш. Не, To nije brak. нема логика, да. За жал ги има почесто во денешно време и само ве прашав да слушнам и ваше мислење како вие размислувате. Не е ништо... Čekaj, stvarno te pitam, neko je stvarno napisao da sam ja stalno pijana. Врати се, имаме ново прашање. Bože. Ne, dobro, nego mi u glavi, Bože. Dobro, ja možda, I ja se nasmejав na Ne, nego тоа. ja možda tako odajem utisak jer se ja stalno smijem, jer kao možda ljudi stvarno misle... Од Сабајле, од утро до мрак. Марија Микич пијана, 24/7.
Се шалам, се шалам. Боже. Не беше за Ана Николич. Не, Ангела. мислам, многу пијана пишуваат од љубави. измислици. Па ете така. Гледаш, пак има одговор. Така е. Не секогаш измислуваат, има и полошо што да измислат, ама секако не е убаво да го слушнеш. Ја можам да кажам дека никогаш не сум инсталирала Twitter и не планирам да го Не, направам. немам тоа. ни ја, немам. И значи Кога Не ме се спремаме, интересира. кога се спремаме за прашања, ги користиме сите можни платформи кои што може да ни донесат било каква информација, затоа што Твитер. некогаш, да, ама некогаш се пишува нешто, пример каде што можеш, еве пример имаше пишано дека Марија личи на Рита Ора. Дали тоа е лош коментар? Ние. Па не е лош коментар, Лепа жена. прекрасна е. Лепа жена. И на вистина си личите. Ете пример да не го прочитав мене, таму, на никогаш пример, немаше не. да. Мени, на пример, лепше kad mi napišu da liči na Jessica Albu. Па и Джесика Алба исто, да. Šalim se, to I kad to vidim go kao sam ima. ti, kao nema veze s vezom. И ти читаш на Твитер? Pre su mi govorili, Да, ама на вистина. pre su mi govorili kad sam bila mala, mlađa mala. Kad sam bila mlađa da ličim na Rijanu. Ja i Rijana je slično, imamo samo čelo i ovaj široki nos. Tako da, mislim, ima to sačega, ali se lepim ženama uvek, kako da ti ne prija. Па така е, сакам да кажам има и убаво, не е Nego само ne znam се. da su i one pijane od 0,24. Ама сега, најверојатно. ајде веќе кога сме кај пијанството, нема да отпееме една песна за пијани жени, ама ќе отпееме една песна за немирни жени. Барбара, што мислиш Не ти? сме ние. Ја на пример сум Немирни? Немирна во дух? Да сакаш да ствараш, да сакаш да работиш, можеш да го подразмислиш од друга страна? Не, и од таа страна јас сум сепак многу смирена, не сакам да работам под притисок. Значи сакам да ми е така, смирено, релакс, да ми дојде природно. Не сакам нешто да биде Е така, јавна администрација. Ja, samo ti kažem nešto. Ti znaš da je ona meni smirila energiju? Да, има Onda таква sedim енергија. ovdje dok ona priča, ja gledam. Zona sam ovako, kao da sam na nekoj terapiji. Možda bi ti trebala da razgovaraš s ovima s Twittera, znaš? Malo da im objasniš. Majke mi, ja slušam i ovako se topim. Kao vidi. Ја така и се осеќам и валјда и за тоа така пренесувам. Ете, ме прашува баш немирна. И на српско ми е немирна. Да. Немирна, да. Значи, општо во животот сакам да ми е мирно, да ми е смирено, со мирна глава да размислам, не избрзувам никогаш. Значи, таква сум и заради тоа ние ќе испееме една песна, затоа што ја сакам и затоа што мене ми е една од омилените, но нема да се пронајдеме во неа. Може, јас си се пронаоѓам кој како сака нека си каже за него. Не, Тоа е тоа од- е Тамара Тодевска. Aha, dobro. Ама Ама многу убава. старија песна една. Dobro. Ајде, Марија, да те слушнеме. Не труди се да ме промениш, ти велам, не ми требаш само ти. За јас да сум срекна и не барај да застанам на земја, мене ми треба небото и слободно летам. И кога мислиш си успеал да ме имаш за себе, тогаш бе што ме снемува. Јас сум немирна ко ветер, секој ден е за мене нов почеток и нова приказна без крај. Секој ден е неизвесен, јас сум немирна ко ветер. Браво, Барбарче, значи можеби не си немирна поразлична, ама како убаво ја отпеа оваа песна, Марија го фати и виното, а јас ке Ja, кажам, slušaj, molim te, kad sam kod toga, mislim, ja sam prvi put čuo taj tvoj komentar. Pogledaj koji sam ja majicu. Možda su ti te raši u pravu. Па види Шалим вака, се, ти али си ова е кажа дека стварно- си пијана од љубов, а сега и ке наздравиме за сите убави разговори. Divna si. Фала пуно. Живели, да сте живи и здрави, да сме живи и здрави сите. Маријан, живели и на тебе, немаме девојки, живели на Ovo вас. je baš lepo vince. Да. Kad vam kažem, Кога ќе гледам емисиите, стално гледам дека ти го фалат винцето. Ама на вистина е преубава, нели? Марија, имаше
шанса да го проба, сега ќе имате шанса двете да го пробате. Ова е за тебе, повели. Истото што го пиеме сега, немам кесички, само повели Марија. Ова ќе си го однесете. Стварно. Да, белото го проба, но црното е Добро, Македонија е позната по добрим винима. А сега јас мислам дека е време за нашиот позабавен дел или поинтересен дел или покреативен дел. Сад креće емисија. Тоа е нашата Ангела и Жешка Енигма. Почнува. Добро ми дојдовте, драги гледачи, во уште една Жешка Енигма. Знаете дека енигмите се доволно жешки, денеска температурата е на ниво, а колку повеќе ќе се вжештиме во студио, ќе видиме во наредните неколку минути. Имено во рацете држаме една бела трака која што тука некаде низ студиото се разговараше дека е невестинска. Ако некој треба да го фати мајата, слободно да го фати, му порачуваме и само позитивно. А сега да објасниме што се случува тука. Имаме Джесика Алба, Марија и Барби. Да. Имаме, значи, Джесика Алба и Барби. Ми личиш како Джесика Алба од Хани филмот. Хани таму играше, она танчерка, беше многу стар филм. Не били се старија сам ја. Мала е за тебе ако не го знае Хани филмот. Значи, имате и двете по едно пенкало кое што виси на невестинската трака, како што би рекле. Фатија, ќе те фати мајата, ајде, ете така. Со пенкалото треба без да го допирате шишето со вашите раце, нозе или каков и да е друг мускул на телото. Што добием? Награди ќе добиете. Награди. Ете така. На Марија и се брза и сака наградата да е... Да, четвртина со месо ќе добиете денеска од нашите спонзори. Може да почнете... Ако успееме воопшто. Ако успеете воопшто, да, ќе успеете. Јас сум сигурна. Ајде да почнеме на 3, 2, 1, ајде. Браво, Барбара! Браво, па гледате дека не беше толку тешко. Марија, сакаш уште една шанса да ти дадам или ова беше за кичма? Само сакам бурек. Дала мојата награда. Да, извинете, драги наши, но Марија има мали проблеми со кичмата, но сепак ќе дадеме четвртина со месо и подароче од... После наступа. После настапот имаме тука подарок од Мобитек. Number Хвала. one мобилара што ја имаме во Македонија, исто така вредносен ваучер од... Јао, конечно се неću сваđati s mužem. Дека немаш материја! Да, стално ми узима мој. Супер. Ете така. Браво. И вредносен ваучер од 2000 денари од Азелеја. Тоа е за облека, можете да си нарачате облека од Азелеја страницата. Што облека? Обуч. Одеќа, добро. Хвала. Повели и за тебе, не знам дали ќе се караш или нема да се караш, батерија битно ќе имаш. И исто така од Азелеја ни беше победник. Некој ќе има батерија, не знам Некој ќе има батерија. Немојте, молим вас, стало ја да испадам луда. Нечемо да се сваđamo. Сега ве препуштам во уште нешто подлабоко, да видите што следи. Можете да си ги завземете местата, затоа што сега длабоко ќе тонеме. Сите заедно ќе тонеме. Искрено мислев дека подолго ќе трае играта Барбара, но некако ти се брзаше, знам што, за да поштедиш Марија, за да не ја боли кичмата, ама ајде. Ја реков Како значи и да да заврши побрзо наградата. Ја више немам кичму, двое деце ношење, ја више... Ама плюс и просека што ти пишува на мајцата, тоа се во едно, така да... Добро, нема врска. Може и тоа, знаеш како од многу алкохол може надолу одиш. Да, не дај Боже. Не дај Боже, не дај Боже. Јас сакам да ви кажам сега вака. Сега ни следи уште позабавен дел или уште подлабок дел, како што го кажа и Ангела. Тоа е нашата Емче со рубриката Водлабокото со Ем, но претходно сакам само да кажам да ги поздравам нашите пријатели од Flex Broker кои што порачуваат на сите вас да го осигурате вашиот дом за 0 денари. Flex Broker. Да, тоа е осигурителна компанија кај нас во Македонија. Вие што имате Flex? Ја мислам да сам нима певала. За Flex кредит? Да. Па да, истото е, да. Поздравljam ih i ja. Па ајде, може ти да го кажеш. Може тогаш ти да го кажеш ова. Може? Šta da kažem? Да ги поздравиш нашите пријатели. Evo, ja ću želim da pozdravim naše prijatelje Flex. Може и Želim da тука pozdravim сакам naše да... prijatelje Flex. Broker, tako Така ja znam da se zove Flex. Да го осигураат својот дом за 0 денари.
и можете да осигурате свој дом за 0 денари. Се што треба да направите да отворите на нивната веб страна www.flixbroker.mk, а Марија нормално ќе им пее на сите понатамошни забави, а ако им Били се... се супер и bio je super provod и певали смо си у глас, така да зато сам и запамтила. Баш ми е драго, а сега одиме веќе со рубриката што долго ја најавуваме. Повели Емче. Аперо и плажа. Бригама саботажа. Чекај. Аперо и плажа, бригама саботава. Треба да наставимо. Това е ти вечно. Идемо, фратело, да мола чабело. Се има бајка, заврши среќно. Адиос, самочи, стигле су наше ноќи и негде од далини пева се. Рано. Браво! Ова беше изненадување што... Да, Емче сите гостини ги изненадува вака. Две прекрасни девојки, две прекрасни дами. Дами. Многу ми е драго што ве запознавам и што сте ни гостинки тука во вашата емисија. И нас ни е драго што сме гостинки. Да. Марија ти имаш прекрасна насмејавка. Насмевка. Добро. Осмех. Хвала. И Барбара ти имаш многу убаво очи. Фала многу. И жена, колку ти си многу убави. А сега? Немојте да мислите дека само ќе ве фалам. Тука сум да ви кажам дека сте во длабокото. Може да знаеш како да плива? Знаеш како да плеваш? Да. Наравно. Знаеш? Знаем. Во вода или? У просеку. Добре. Што тоа значи дека? Тоа значи дека ќе си извлечете по 3 карти и сами ќе си ја извлечете. 3 карти, само 3. Судбината сами ќе си ја одберете. Да. Дај ми. Што? Дај ми. Сад ćeš ти да ставиш нека твоја. Дај ми, onda. Марија, дај ми. Добре. Ајде. Ќе почнеме со Марија или Ево, на младима Барбара. све тоа остаje, nek ide ona prvo. која е најголемата грешка во твојот живот? Мислам дека сум премногу млада за да имам кој знае што да кажам на ова. Не сметам дека сум направила до сега некоја преголема грешка. Мислам дека го кажав на стартот, ако гледаме од музички аспект. Можеби не ето што не било прво, него што малку порано не си почнав да си работам на своја музика, инаку грешка, некоја голема, не. Многу сум млада, чека, имам да грешам. Има време. Има време. Добро. Дали некогаш се чувствуваш осамено? Зошто? Па сега не. Сум се чувствувала да, но подобро само отколку со било кој. Многу добар одговор. Дали некогаш си останал без Без чорап. без гориво во кола? Раскажи случка. Еднаш за малку, ама тоа не е заради нешто, него повеќе заради невнимание што не сум приметила дека требало, па сум закаснила, ама стигнав на време. И обично почнувам да паничам уште пред да стигне до резерва и онака му звонам на татко ми пишува уште 78 до кај можам да стигнам со овие, ми кажа, значи имаш да возиш
те молам, значи не драми, сум ко добро и на крај ќе останам со многу малку и уште поголема паника ме фаќа. Ама ретко ми се случува тоа, така да гледам на време да реагирам. Лесно поминав. Добри прашања се извлече реално. Реално беше многу добро. Не бе подлабокото. Друг пат. Ке видиш. Више среќа други пут. И Марија добри Ајде. прашања има извлечено. Марија, фала многу за твоето искрено одговор. И сега, Марија, спремни сме? Ајде. Кој е најпријатното прашање, извини, прашање што... Најнепријатно. Кој е непријатното прашање што мразиш да ти го поставуваат? Па нисам тоа имала до сад. Искрено. Дали си пијана? Да, ево ово, кажам се, тоа не е питање, тоа си ти негде видела. Нисам се соочила с тим. Не знам šta носи кариера и какви изазове, ali uglavnom bi to bila verovatno neka pitanja koja nisu istinita, pa ti neko to pita pa kao si zatečen, ali eto, nisam imala stvarno to sad. A ja uvijek imam odgovor. Dobro. Колку треба да ти сгрешиш човек за целосно да го избришеш од живи? Mnogo. Ali imala sam to. Takva sam generalno u životu da svima tražim opravdanja. Da. I za neke najgore stvari, kao dobro možda ja zbog ovoga, možda ne samo meni, nego i kad pročitam nešto, onda kažem ne naravno za neke najgore stvari, ali kažem dobro, možda čovjek bio u nevolji, možda da prevario nekog za ovo, pa onda ja kažem možda treba spasi porodicu, možda svašta nešto. I uvek tako tražim nekim ljudima opravdanja i koje poznajem i koje ne poznajem, ali što se mene tiče i mog života, baš moraš da me dovedeš do kraja, a kad me dovedeš do kraja, kao da nikad nisi postojao. I to je jedna moja osobina koju sam ja mislila da nije dobra, ali što sam starija, shvatam da je jako dobra. I da ljudima koji su ti nešto naža učinili, možda je trebalo i ranije da prekineš, ali eto, pričam i o prijateljstvima i o svemu. Da. Tako da svako je tu gde jeste i sve su nam u životu, neki ljudi su nam bili lekcija, neki ljudi su nam bili radost i neki ljudi svašta nešto, ali mene kad dovedeš do kraja, nikad ne znaš kad je taj kraj jer sam malo, ali kad dođe taj kraj u moje glavi, nikad nisi postojao. I nemam nikakve osjećanja, na primjer, nemam ni mržnje, ni ljubav. Da. To je nešto nevjerovatno, ali takva sam. Ravnodušnost, pa to je dobro. Tako da, eto. Dobro. Najbroj 3 возбудливи предмети. Burek. Ma to nije predmet. To nije predmet, to je jelo. Mislim, ne znam... Sama si go izvleče? Evo, ovo vam je odgovor na ono prvo pitanje, može? Ovo je najneprijatnije. Kako nije? Pa to je, mislim, imenica, predmet, burek je... Kako predmet je jadenje? Kako predmet? Burek je burek. Ti na moj strah, bre. Burek da lupam. Ај бурек ќе го прифатиме. Зашто бе највозбудливи предмети? Може да се размисли, не знам. Возбудливи предмети. Возбудливи предмети, нешто што ти предизвикува четка за заби, пример. Да, то ми je baš onako... Pa ne. Dobro, ajde, mikrofon. Dobro. Kontura, to je... Така е. Šisivač. Kada. Volim da napunim kadu i da uživam. Ja, čak sam sad i naručila onaj deo onako za kadu, da kad legneš, pa imaš da ti ne bude, mama mi je rekla, samo ovo još nemaš, Marija, tako da to je mojih 5 minuta i kad uspavam decu, tako da, eto.
Гледаш Например. како се снајде брзо. Видиш? Има предмети, има. Ајде, ви благодарам многу за одговорите. И сега повелете подаръчи. поклони? Да. Pa da, ja stalno, mene kad god zove, ja dođem i da mi poklonim. Повелете подаръчи од Аџико Home Center. Мислам дека прошли пат што ти дадовме, Марија? Јас од Аџико си купив многу убави новогодишни украси Види оваа ово. зима. Аџико има се за дома, така да се што ви е потребно на едно место. Нема потреба да барате буквално никаде на друго место. Ти благодариме, Емче, благодариме за твојата позитива, за твојата песна и за тоа што им многу и на постави тебе. убави прашања. Фала ти, Емче. Ајде, повелете. Благодариме. Поминаа двете рубрики прекрасно, одлично се снајдовте во одговорите. Марија малку кај предметите закочи, но и текна. Супер одговори. Супер одговори, да. Мене најмногу ми се допадна кадата, морам да бидам искрена. И затоа што сака да се релаксира, затоа тука ќе ви дадам и по еден ваучер, воедно и за тебе, Барби. Да ги посетиш, тоа е нашиот нов спонзор Целзиус, тоа е козметички салон, каде што може, ете следен пат Марија да си направи не знам, релаксирачка масажа, може би нешто за кичма, затоа што те боли, така да имаат повеќе работи. Се што ви треба, доаѓаш често во Македонија, Барбара ни е тука, така да ќе си ги посетите. Sad imamo u narednom periodu puno nastupa u Makedoniji. Ете I така. stvarno želim da pozdravim sve ljude i mnogo se lepo družimo i uživamo na nastupima. Baš mi je drago. I to je baš neka, mislim, ceo Balkan sam obišla, hvala Bogu, ali ovde je uvek neka posebna energija. Tako da ću ovo da iskoristim u nekom trenutku, mislim možda čak i sutra, pošto već idemo u drugi grad. Super. Затоа што сте двете јавни личности, затоа што, ете, како што кажавме, често се соочувате со некои невистини кои што се кажани за вас. Кажете ми, што е оно што ви има најмногу погодено во срце? Да било кажано, затоа што луѓе се зборуваат се и се што, дори некогаш и може и да се измислат работи за да ве повредат, да ве навредат. Која невистина ви има најмногу здоболено? Pa ne znam, mislim, evo sad mi je palo na pamet, kada sam, mislim, baš je glupost, ali evo, palo mi je na pamet, nije me to uvredilo, nego sam tad sam, na primjer, shvatila da ću da presečem i kao, ma daj, ovi ljudi stvarno, mislim, naravno, više je dobrih ljudi, kad mi je poslala žena poruku kako te nije sramota, kako si ime dala svojoj ćerki, kako će ona da raste uz ime Đurđa. Ja kao, ti si? Znaš kao, odakle ti, tako da setila se tako toga, sad mi palo na pamet. Дали сериозно и тоа го има? Da, Значи, eto, na за primjer, име на da. деца, вау. Тебе, Барби? Немам Морам коментар. да кажам дека за мене не можам да се пожалам директно, доста сега, можеби за тоа што така се носам некако посмирено, баш рековме и прибрано. Ама не се носиш секогаш така смирено, си била многу попровокативна претходно. Ме поштедиле, повеќе сум слушнала глупости, но највеќе ми пречи моментот околу моето семејство, затоа што пред се имам прекрасни родители, мајка ми и татко ми се... Поздрав до Мелита, да ни дојдеш да ни бидеш гостинка. До Мелита и до тато мора да има поздрав. Добро, поздрав и до тато. Ми било криво затоа што сум знаела дека поради можеби некои 1-2 кикса остана тоа да се зборува и за семејството и за сега пред се сум живеела во семејство со многу љубов и сум дете кое што верува во љубов поради нив и секогаш ми било криво кога се одало на тоа разведени родители, ми сметало како момент, но мајка ми помогна да се научам сето тоа да го игнорирам, така што јас на вистина не обрнувам внимание затоа што знам дека 90% не е вистина, искрено кажувам и знам за многу луѓе други кои што пола од работите кои што се пишуваат не се точни, не можам да разберам, посебно во Македонија тоа се прави, мислам дека во Србија и не толку многу невистини се пишуваат без причина и тоа значи работи за кои што не ни треба никогаш да се пишува и се случуваат секакви работи, не е можеби тоа. Значи да вистина вака пробувам кога ќе ме прашаат да доловам дека тоа не е вистината. Што е она што вашите деца никогаш нема да дозволите да го почувствуваат? Прво, никогаш мислам дека не би дозволила јавно да се зборува за тоа, нема потреба сите да знаат.
сепак не можам да кажам дека не знам, ќе имам дете утре и никогаш нема да се случи ете некоја Да, ситуација. се случува, Не фала можам Богу. да знам што ќе биде, но максимално ќе се потрудам секогаш да има убав крај, да секогаш да се добри односи, што и во мојот случај е реалноста. Значи моите родители до пред некое време кога се уште бев помала комуницираа, се договараа што како до ден денес кога се работи за мене, секогаш разговараат, сега можеби не се блиски, не се пријатели, не се дружат, но може да се јават на телефони кога некој има проблем и секогаш ќе сакам со мојот партнер сепак да бидам прва на која што ќе се јави во било каква ситуација, така што можеби тоа. Сакам моето дете само да има сигурност и стабилност од моја страна, моја лично. Многу добро кажано. Партнерот. А има само 20... Си сигурна да имаш 22 години? Да, јас истото сакав сега да ја Да те прашам. нису помешали. Да не ти е сгрешено нешто во извод. Често ми кажуваат дека прибрзо сум пораснала, ете можеби ради овие ситуации, заради тоа што се случи со мојата, па уште и јавно беше проследено, па се пишуваа секакви глупости, морав да седнам и да се свестам сама со себе дека не е така. И барем знам дека ете ме научиле на некои вистински вредности, колку и да не се пишува така. Така е. Марија, ти што ќе кажеш на тоа? Што... Па никад не знамо што носи дан, што носи ноќ. Мислим да е за децо најбитнije да su njihovi roditelji složni i srećni. Jeste bolje dobar razvod nego loš brak, pogotovo u današnje vreme zaista. Svedok sam svačega nečega u našem okruženju, u našem društvu, ali meni ništa nije falilo zaista. Kroz ceo taj moj život i moje odrastanje postoje deca koja bi radila sve isto kao njihovi roditelji, postoje deca koja bi radila sve obrnuto. Dobro, така. Ja bi radila sve isto kao moji roditelji, jer mislim da su i mene i... Dobro, i mene, Đene. Šalim se, ali moju sestru i mene, da pogotovo nju, da smo izveli na pravi put. Kao što sam rekla, ona je moj ponos i volila bi da moje deca budu kao ona. Tako da, s obzirom da mi je ona tetka, mislim da smo na dobrom putu da takvi i budu. I ne bih ja ništa, što bih rekao, čol, ne bi ja to ništa dirao. Не би чел, па добро, и така и треба. Сега мислам дека треба да завршиме со една убава мисла, да ми останете убави, здрави, насмеани, расположени, весели, да ни дојдете повторно ќе ви дадеме подароци, така да и следна емисија кога ќе ни дојдеш, тогаш нешто друго ќе смислиме, што да земеме од Аџико, некој нов вкус на вино, нешто ново од Мобитек, така да вие бидете само тука, работете, правете музика и да се гледаме само во убави прилики, а секако оваа емисија мислам дека треба да заврши така како што почна, распеано, расположено. И нашите гледачи секако да ги расположиме со уште една песна кој што сум сигурна дека ја знаат, а би сакала да ја отпееме сите заедно, затоа што сите ја знаеме. Може ли да завршиме со песната рано, да го поканиме Маријан уште еднаш? Македонија, уживајте вие до следна среда. Ajmo zajedno. Jel bilo ljeto ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek onom tko te poljubi. Sada meni da me prati, nema tebe ljubavi. Sve što je lepo srcu brzo prolazi. Jesen ko poštar kuca, rano dolazi. Ja dan danas mislim na nas, da smo skupa ostali. Rano, rano nebo zemlju ljubi. Rano došli dobri ljudi, prijatelji svi, ali nisi ti. Mar mi priznaj jednom samo, što me muči još odavno. Jesi li u srcu svom sreću nazvao mojim imenom? Tada! Ma nema veze, ajde ovdje. Sad sam se već malo raspevala, ajde. A sad si ti pomerio, dobro. Ja ću s njim, ajde. Можете си ги завземете местата затоа што и тоа како ќе
Не, ама еднаш да испричам. Кој е? Не, кажа да ми преведе. Да испричам, кој ја раскажа. Добро.